Појавуваат се некои црвци. Климатските промени делуваат на сите сорти на оризу. 2 пумпи сам носил моторни, дента испрскам сам. До 26 декара сам прскал. Кај нас се очекува и намалување на приносите и најверојатно намалување на квалитетот. Ние сме исто така луѓе кои што заслужуваат да јадат безбедна храна. Ајде, бање се со отров. Почеток на јули. Голема жега. Не е ни пладне. Здравко и Стојан уште еднаш ги прскаат оризовите насади со хербициди. Мака им создава плевелот што може да го уништи родот. Појавуваат се некои црвци, од годините ги немаше на не удараа на оризу, сега на корено, јадат го корено. Множат се у водата, у земјата и го гризат корено. И тешко се отклонува тоа, тешко, пошто е у земјата. Секоја нива е приказна самата за себе. Некои имат други едни трави, други трави, трети трави, има широколисни, теснолисни. И сега зависи, треба да преценеш ситуацијата, да видиш што какво треба. Меѓутоа, растенијата станаа имуни на препаратите, така да, ако сме некогаш прскале еднашка, сега може би и 3 пати ќе прскаме. Стојан одгледува ориз 45 години. Убеден е дека произведува безбедна, здрава и вкусна храна, но исто така знае дека медицинската маска и ракавиците не му се од голема помош кога ги прска отровите околу себе. Те виж, ја му викам стави си тука мушама, он тука е целиот препарат. Ајде сега, ако не е штетно, то у снагата ту лева. Преко кожата може. Знае како треба, но и Здравко е свесен од и во сите 5 децении колку што работи на поле, не бил секогаш заштитен од пестицидите. Јас сам 200 кила маја од буре купил у една година горчи. Знаеш што е това отров? И плюс со моторна, пред тебе вака се прави. Облак. Чуре, не се знае колко. И тя е само. 2 пумпи сам носил моторни, дента испрскам сам. До 26 декара сам прскал. 2 ги напунам, едната оставам, другата земам, другата оставам, другата земам. Сам ти да прскаш, знаеш што значи. Но Здравко и Стојан не се единствени. Ова е период кога од изгреј сонце чешиново е гласно. Секој во своето поле и го заштитува растението што треба да му роди бело злато. Тука е и Мите. Од 5 часот и сутрина има испрскано 10 декара. Годинава се надева оти нема да има многу штетници и дека ќе потроши помалку пари за пестициди. Па не сме точно рачунали. Ето негде на декар може да ити до 2000 дарки. Минимум.
Во 155 дена вегетација, Мите вели дека на Оризот може да му се случи се. Со интензивирање на климатските проблеми, секоја сезона, вели, си носи своји главоболки. Климатските промени делуваат на сите сорти на ориз. Значи тука радијација, многу топлина му смета на оризот. Било која сорта да е. Значи тука нема спас од семе. Ризики. Штетниците стануваат отпорни на пестицидите. Одгледувачите бараат чаре со појаки пестициди, некогаш прскајки и по неколку пати. Но и Мите, како и неговите соселани, сметаат и најголеми жртви на отровите што ги прскаат околу себе се самите тие. За еден месец, велат, на растенијето нема да има ништо, а жетвата ќе биде дури во октомври. Македонското земјоделство не може да опстои без употреба на пестициди, вели професорката Станислава Лазаревска од Факултетот за земјоделство и храна. И таа вели дека имаме релативно безбедна храна и оти употребата на пестициди е многу строго регулирана со закон. Доколку се спроведуваат и се имплементираат сите норми во производството, се нуди одредена безбедност. Никој не може да ве контролира до 100%. Значи, вие сте одговорни и вие треба да знаете што применувате и на кој начин ќе го применувате. Бидејќи тој што произведува храна, тој е одговорен за незината безбедност. Зошто луѓето ги надминуваат законските рамки? Понекогаш затоа што е поевтино. Материјата со пестицидите е многу добро регулирана. Ние имаме веќе втор пат хармонизирани закони со Европска унија. И потребна е само совесна имплементација. Не е лесен овој дел, меѓутоа тоа е патот и едукација на луѓето. Зошто ги користат пестицидите од страна? Не знам. Кога ќе им кажете дека е нештото забрането, секојаш викаат па не сме ние во Европска унија. Меѓутоа тоа не е одговор, бидејќи ние сме исто така луѓе кои што заслужуваат да јадат безбедна храна. Во светот се оди во правец да се отстранат овие тешки синтетизирани хемиски соединенија и да се користат се повеќе активни материи на база на природни микроорганизми или други патогени кои што возможуваат успешна заштита. Сепак, глобалното затоплување прави домашното производство на храна да биде исправено пред сериозни предизвици. Главното нешто што асоцира на климатските промени е затоплувањето. Условите се менуваат. Југот доаѓа на север. Според анализи на климатските промени, движењето на агроеколошките зони е дека тие за околу 100 километри за 10 години се поместуваат на север. Покачувањето на температурите влијае и на промени во животниот циклус на микроорганизмите и во условите за нивниот развој, така што не е ништо невообичаено некои нови микроорганизми од јужните страни да дојдат кај нас. Тие можат да влијаат и врз безбедноста на храната и врз здравието на растенијата. Професорот Ордан Чукалиев од Факултетот за земјоделство и храна подсетува дека пустината Сахара е на помалку од 1000 километри од Македонија, а тоа, вели, не дава многу оптимистички прогнози за иднина. Знаете дека југот на Европа е најверојатно она што ќе биде најпогодено во Европа. Ние припаѓаме во тој дел, така да кај нас се очекува и намалување на приносите и најверојатно намалување на квалитетот. За околу тоа дали ќе јадеме поневкусна храна? Најверојатно да. Чукалие вели дека најлошо е тоа што имаме многу ниски адаптивни капацитети и затоа и сега тешко се носиме со климатските промени. Во иднина, вели, ќе биде полошо. Оти во моментот не се работи за создавање кадри во оваа област што ќе истражуваат и ќе кројат планови за побезбедно справување со предизвиците. Не се работи за инфраструктурни услови, создавање на кадри за строг мониторинг, ниту пак за создавање капацитети на фармите. Производството на храна кај нас во моментот е оставено на искуството, знаењето и совеста на земјоделците.